Ова е пописен геноцид врз македонците, велат од партијата Македонска алијанса за европска интеграција МАЕИ во Албанија, која не ги признава резултатите од пописот во оваа соседна држава, во кој бројот на македонското малцинство е преполовен во споредба со претходните пописи на населението. Бројките се манипулативни, нелегитимни и направен е груб фалсификат, вели првиот човек на партијата Васил Стериовски. Беше чисто груб фалсификат и фактички албанските власти соработува со бугарските власти за да направат еден пописен геноцид за македонците, се со крајна цел асимилација на македонците во Албанија. Овие бројки што ги покажа прво за бугарите чисто невистина, затоа што во 100 години ниту еден жител не се за бугарин во Албанија, а не сега 7.000 бугари да извоат во Албанија. Само инженерик направено Државниот завод статистика на Албанија. Значи, тие се додадени вештачки. Тие не се подпишани. Ја ви гарантирам да се отвори истрага еден по еден, да ги има типа Државниот завод статистика. Тие се нереални бројки. Стериовски додава дека е недозволиво македонската заедница да биде колатерална штета на патот на Албанија кон Европската Унија. Објаснува дека тоа е направено со признавање на непостоечкото бугарско малцинство во 2017 година, пошто започна агресивната кампања за асимилација на македонците од страна на Бугарија, со донации, подкупи и понуди за бугарски пасоши. За време на пописот, македонците се соочиле со засилени притисоци од страна на бугарските власти, но и на екстремистички групи дојдени од Бугарија. Самиот почеток на пописот во нашите сите делови Преспама, Голубар до Гора, кај што живеат македонци, доаѓаше бугарски амбасадор за да агитираше. Тоа е директно мешање прво на трешни работи на Албанија и прекршување на Виенската конвенција. Значи како да се месва еден странски дипломат агитирајќи пред се од бугарска амбасада исто се јавува на сите што имаат аплицирано за бугарски пасоши, на сите што има бугарски пасоши да му се заканува дека ако не се пишат бугари, ќе му се одземат бугарски пасоши и ќе се стопира процедурата за бугарски пасош и со тоа ќе ги изгубат парите дадени во овој процес. За ваквите пописни резултати од партијата веќе испратиле писма до сите странски амбасади и до Советот на Европа, а бараат обвинителството на Албанија да го истражи пописниот фалсификат и притисоците врз македонското население. Ценото обвинителство кое е покренато да го гони организиран криминал и корупција, да ги истражат сите овие наши жалби, што ги имаме евидентирано, доставено, и да преземат мерки, затоа што со тоа ќе се открие како албански функционери, значи заедно со бугарски функционери работеа за да излезе нови инженери што ова сега го извадија. Реагираше и Македонското министерство за надворешни работи, откаде велат дека прелиминарните резултати од пописот во Албанија не ја отсликуваат соодветно реалната бројка на етнички македонци. Министерството ќе го повика амбасадорот Данчо Марковски на итни консултации во насока на прецизирање на недостатоците и недоследностите во овој процес, разгледување на можности за соодветна корекција на направените пропусти и изнаоѓање на најадекватни начини за понатамошно заедничко дејствување и унапредување на билатералните односи со Република Албанија. Според резултатите од последниот попис објавени вчера, во Албанија живеат 2281 македонец, наспроти 5512 колку што имало на пописот во 2011 година, додека пак сега се евидентирани 7957 бугари, иако во претходните 11 пописи ниту едно лице не се изјаснило како бугарин.